Почитувани, Андреј Петров се обидува преку јалови партиски настани да си го утргне срамот поради тоа што се докажа дека новиот клинички центар е украдена идеја од владата на Република Македонија. Ова, кое што го држам во рака, е физибилити студија за изградба на нов клинички центар, која што е донесена во јули 2010 година, што значи уште пред 4 месеци. Оваа физибилити студија е изработена од тим составен од експерти и странски консултанти кои работеа на оваа проблематика. Изградбата на нов клинички центар е долгорочен стратешки приоритет на владата на Република Македонија и дека воопшто за започнување на еден ваков проект неопходни се многу анализи, проценки, разрешување на разни имотно-правни моменти, подготовка на студии, консултација со странски експерти и така натаму и така натаму. Ова е конкретен проект на кој веќе се работи. Ние констатиравме дека клиничкиот центар не можеме и не смееме да го оставиме толкав период во ситуација во каква го наследивме од вас. На граѓаните им е потребен нов клинички центар, затоа што СДСМ го остави во катастрофално лоша состојба веќе постоечкиот клинички центар. Господин Петров, се надевам дека ќе престанете со оваа смешна пракса на крадење на проекти од ВМРО ДПМНЕ. Престанете со праксата проектите кои веќе се во реализација да ги представувате како ваши проекти. Тоа е резултат на безидејност, тоа е резултат на тоа што немате капацитет да понудите ништо што е автентично и корисно за граѓаните на Република Македонија. Со нетрпение очекуваме секој ден кога СДСМ ќе ни го понуди проектот Скопје 2014. Исто така очекуваме во наредниот период да ни го предложи и рамниот данок кој веќе го спроведе оваа влада или пак новата жичарница на водно која што веќе е во изградба. И на крај, вие, господине Андреј Петров и вашата партија нема кредибилитет, ниту морално право да говори на темата здравство. Особено не по долгот од здравството кој го оставивте во наследство на оваа влада, а кој изнесуваше цели 80 милиони евра. Повторувам, 80 милиони евра. Со овие пари можевте да реновирате многу клиники и многу здравствени установи во Република Македонија кои што се во интерес на граѓаните. Ви благодарам на вниманието.